Шпанецот Давид Вилја ја напушти Барселона и кариерата ќе ја продолжи во Атлетико Мадрид, каде треба да биде замена за Радамел Фалкао, кој замена во Монако. Вилја по долго време беше поврзан со трансфер во Тотенхем, се споминуваше и можност за заминување во Арсенал, а имаше и шпекулации за размена на играчи помеѓу Манчестер Юнайтед и Барселона, во што би бил вклучен и искусниот стрелец, но ништо од тоа. Вилја стана нов играч на Атлетико Мадрид. Барселона би можела да заработи максимално 5,1 милион евра од овој трансфер. За оваа сезона каталонскиот клуб ќе добие 2,1 милион евра, а плюс 2 ќе добие ако Вилја остане во Атлетико и во сезоната 2014-15 и уште 1 милион ако биде фудбалер на Атлетико и во сезоната 2015-16. Минатата сезона Вилја на 28 надпревари во Примера постигна 10 гола. Договорот со Барселона му завршуваше наредното лето, а со 56 гола Давид Вилја е најдобар стрелец во историјата на шпанската фудбалска репрезентација. Жозе Мориньо сака во своите редови да ја види звездата на Манчестер Юнайтед Вејн Руни и подготви сензационална понуда со која напајачот ќе стане најплатен фудбалер во Премиер лигата. Сините на Руни му понудиле 70 милиони евра, односно 5 годишен договор со годишна плата од 14 милиони евра. Руни не сека да го продолжи договорот со Манчестер, а со оглед на тоа дека следната година ќе влезе во последната година на договорот, раководството на англискиот шампион сигурно ќе разгледа понудата на Челси. Претходно Дейвид Мојс изјави дека нема намера да го продава Руни, но очигледно напајачот е цврст во намерата да ја промени средината. Челси во наредните денови ќе достави понуда од 35 милиони евра, сума која се верува дека Юнайтед треба да ја прифати. Марио Гомес кариерата ќе ја продолжи во италијанска Фиорентина. Клубот од Фиренца за германскиот репрезентативец ќе плати 20 милиони евра одштета, од кои 16 во готово, а преостанатите 4 на рати преку следната година. Гомес потпиша 4 годишен договор до 2017 година. Супер Марио се прости од најавачите на Бајерн и од клубот. Дефинитивно сум тажен затоа што го напуштам клубот кој го сакам и кој е најсилен во светот во овој момент, изјави Гомес. Контактите со Фиорентина траја подолго време и можам да кажам дека сум среќен што одам во Фиренца. Секогаш ја преферирав Италија во однос на Шпанија, а можам да кажам дека одвај чекам да заиграм во својот нов клуб кој ме одушеви. Марио Гомес е дете на Штутгарт, за кој играше од 2003 до 2009 година и за кој на 121 надпревар постигна 63 гола. Во 2009 година дојде во Минхен и на 115 надпревари постигна 75 гола. За германската репрезентација настапи на 58 средби со учинок од 25 погодоци. Марко Ван Гинкел, талентираниот 20 годишен холандски фудбалер, за врска е новото засилување на Жозе Мориньо и Челси. Ван Гинкел минатата сезона постигна 8 голови во холандското првенство и беше избран за најдобар млад фудбалер на годината, а неговиот учинок му помогна на Витезе да заврши четврти на табелата. За сениорската репрезентација на Холандија дебитираше во ноември минатата година во надпреварот против Германија во Амстердам, а во Челси ова лето ќе биде второ засилување по Андрев Ширле, кој пристигна од Бајер Леверкузен. Ван Гинкел официјално ќе стане член на Челси откако ќе го заврши лекарскиот преглед. Се верува дека Челси на Витезе ќе му плати одштета од околу 8 милиони евра.